Вчерашни секогаш на терен на дожд, ветер, виулици, мраз, роса, слана, слама, салама, смрека и што ли уште не. А дека е ова така, потврда е и нашата храбра, директна, елоквентна, амбициозна, амбивалентна новинарка Салфетка, која денес леташе низ градот со брзата помош. Вчерашни повторно со хероите од брзата помош, овој пат добивме повик за улица, но не можеме да тргнеме од место со оглед на тоа дека сме заглавени на клинички, затоа што овде се протестира заради паркинзите. Слушај, ке стигнеме, не се секире. Филипче и Шилегов сигурно нешто ќе се договори. А чим вие викате така? Океј. Ќе се чека. Бре, што гужва е. Страшно нешто. Ја. Но че дуре гужва, слушајам виц да ви кажам. Идат две комшики си прават муавет, знаеш? На сабајле пијат кафе. И една од вика, абе комшике, гледам тој докторот вика, секој ден влага кај тебе да не си ми болна нешто. И комшика ја гледа вика, комшике, а тој војникот која влагаше кај тебе војна, а не беше случајно. Да ме ќе разбираш. Пак стоиме во место, овој пат презаглавени заради Македонија блокира. Ке мрдне ли бе ова бе нека? Еј ми текнуше еден виц бе, мора да го кажам, за ме расположам, има време. Слушај, иде човек некој на зубар. И сега влага кај зубарот, вика, седно на таа столицата, нели, болка огромна. И доаѓа зубаров му вика, Зоки, полека, смирено, за се има прв пат ќе помине се. И овој човеков, знаеш, што лежи на столица, му вика, докторе, не сум Зоки. И доктор му вика, добро да јас сум Зоки, да те. Демек прв пат му е, разбира. Еј, мрдна гужва, ајде, пали. Ајде. Каде ме се пали сите? Тоа е. Овие па пред нас стигна, а? Вака. Драги гледачи, ете ние... Еј, Ја немам што да кажам. Што ми Значи, текна виц, едноставно, слушај немам виц да ти кажам. Не ме интересира. Еј, друже, еден виц, слушај, на брзинка ќе терам. Идат двајца со лопата, еден со кандило, и тој едниот му вика, слушај. Режи уште еднаш како може последниот виц, не успеав да го допишам.